Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од студиото на радио Гласна надежда од Кавадарци. Еве денеска повторно заедно да се дружиме во рамките на ова емисија Добро утро. Емисија која е специализирана за вас, почитувани гледачи, бидејќи имаме разни содржини каде што може секој да најде нешто за себе. Денеска е петок, 2 јуни 2023 година или 153 ден во годината. Еве полека почнавме да го трошиме и 6-тиот месец во оваа календарска година. Навистина времето брзо минува, скоро ќе влеземе и во летото, но се уште не сме се така стоплиле, бидејќи времето е навистина променливо. Неколку часови сончево, па ќе заврне, па ќе дува ветер и така натаму, па што се однесува до временската прогноза, ќе имаме слично време и денеска, односно и во наредните денови и за самиот викенд. Еве на почетокот да прочитаме какво време не очекува денеска. Предпладне, сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во форма на краткотрајно невреме со силен ветер и услови за изолирана појава на град. Само на југоистокот ќе се задржи постабилно со изолирана појава на пороен дожд со грмежи. Во Скопје предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе има услови за краткотраен пороен дожд во делови во котлината и услови за изолирана појава на град. Вчера во попладневните часови во Кавадарец имаше доста силен дожд, а имаше и краткотрајно паѓање на град. Како е да е, значи температурите се скоро изедначени, освен на крајниот запад, каде што денеска ќе имаме од 8 до 18 степени, а во останатите делови, например во Скопскиот регион ќе биде до 28, во Кавадарец исто така до 28, утро во 18 од 12 степени, плюс од 12 до 28, во Гевгелија од 13 до 29, во Пелагонија од 9 до 25, во Охридскиот регион од 11 до 23 и во Беровскиот од 7 до 23. Значи, голем распон утринските со дневните температури. Еве, ќе имаме, значи, слично време и утре, топло ќе биде преку денот, но очекувајте и врнежи од дожд, нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Тоа е прогнозата за утре, наместо и особено во југоистокот ќе има поинтензивни процеси во форма на краткотрајно невреме со силен ветер и услови за изолирана појава на град. Слично време ќе биде и во Скопје, значи ќе има пороен дожд во попладневите часови, а во текот на денот ќе има, значи, и сончеви периоди со топло време. Но како е да е, веќе се ближиме, како што спомнав, и во летото, кон летото, така да еве очекуваме и температурите да се повеќе зголемат. Што се однесува до состојбата на патиштата, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози, наместо и влажни, секако тамо кај што има изолирани појави на врнење на дожд. Како е да возете внимателно, почитувајте ги патните поставени знаци, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, посебно низ клисурите и реките каде што може да има и одрони. Така да бидете внимателни и кога возите во градските средини, посебно почитувајте ги пешачките премини во близина на училиштата каде што има поголемо движење на деца. Може ќе ја напушите ова нашата земја овој викенд, ќе отидете во странство, значи што се однесува до граничните премини се отворени и нема подолги задржување од она вообичаена контрола што е потребно за царината да ги изврши своите проверки.
Денеска е 2 јуни за еден поголем број на христијани. Денеска се прославува, како што и сами знаете, почитувани пријатели, Довден ден кога ете Христос се вознел, односно кога Исус го исполнил своето ветување и го испратил Светиот Дух. Ајде малце да видиме на почетокот што се случувало во тие денови и зошто денеска луѓето го прославуваат Довден. Дали знаете што се случило во историјата во времето на Исуса Христа, па денеска ве луѓето да го прославуваат тој голем празник, еден од трите големи празници после Великден, Божик и така натаму. Би сакал за вас, кои можеби не сте толку патени, почитувани гледачи, да ве упатам, да ве насочам кон настанот кој е запишан во книгата Дела на апостолите. Значи, после 40 дена од Христовото распнување, односно воскресение, тој во недела Христос воскреснал, поминало 40 дена, Исус се уште бил на ова земја, се појавувал на учениците, на жените и така натаму в дадени прилики. Тој сега бил во воскреснато тело, но после тие 40 дена, зато се прославува Спасов ден, беше пред една недела. Така да, сега Довден се прославува како ден 50-ница или 50 дена од Христовото воскресение. Значи 40 дена од воскресението и уште 10 дена од вознесението. Така да сега имаме 50 дена кога Исус го исполнил своето ветување и на учениците им го испратил Светиот Дух. Еве само да прочитам библиски, да се подсетиме во Дела на апостолите 1 глава. Овде пишува дека Исус вели ќе примите 1 глава 8 стих. Туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе му бидете сведоци и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во целата Јудеја и во Самарија, се до крајот на земјата. И кога го рече тоа, сега обратете внимание, се вознесе пред нивните очи и еден облак го зеде пред нивните погледи и кога гледа кон небото, дека тој се вознесуваше, ете двајца мажи во бела облека застана покрај нив, им рекоа: мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Ово Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што го видовте да оди на небото. Значи, ова е 40 дена од Христовото воскресение. Исус сега се вознесува. Некаде во близина на Ерусалим имало некаде околу 120 посетители и луѓе кои го испратили Исуса. Исус сега им ветува дека ќе им испрати утешител, заменик. Тој веќе нема да биде повеќе помеѓу нив, меѓутоа ќе дојде нова сила, а тоа е Светиот Дух кој ќе ги води луѓето на покаяние, кој ќе ги упатува кон вистината. И овде гледаме дека луѓето го гледале Исуса како се вознесува, како облак го зел, и двајца мажи, тоа били ангели, во човечко тело претворени, се слушнале нивните гласови, ги виделе, им рекле дека тој Исус, како што заминал, еден ден повторно ќе дојде. И сега Исус им рекол на учениците да чекаат во горната соба и тие чекале таму 10 дена. И на истекот од 10-тиот ден, еве што се случило. 2 глава, 1 стих. А кога дојде денот 50-ница, значи 50-ница, сите беа заедно на исто место и отеднаш стана шум од небото, како кога дува силен ветер. И ја исполни целата куќа во која седеа. Им се јавеа јазици како од оган, кои се разделија и над секого над нив застана поеден. И така сите се наполне со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици како што Духот им даваше на говорат. Еве го клучниот момент, значи 10 дена од Христовото вознесение, Исус го исполнува своето ветување, Духот Свети слегнува, ги опфаќа учениците, им дава дар на зборување на јазици и тие одат во Ерусалим и го проповедаат Словото. И зато денес, кај некои христијански заедници го прославуваат тој ден. Нема ништо грев во тоа да се ние присетиме на Христовото вознесение и на исполнувањето на Светиот Дух кој слегнал на оваа земја, меѓутоа после гледаме од Исусовото вознесение, учениците не му давале некој поголем белек или значење на тој миг. Ние треба постојно да се молиме за Светиот Дух, постојно треба тој да ни исполнува нас и да не води. Така да денеска еве во христијанскиот свет еден дел од христијаните го прославуваат овој
Меѓутоа, на жалост, овој ден се прославува и во јадење, во пиење, во прославување, задоволување на телесните желби наместо на духовните потреби. Како е да е, еве се подсетиме зошто денеска луѓето го прославуваат до овој ден. Значи, во чест на Христовото исполнување на Светиот Дух кој дошол врз учениците. Денеска Светиот Дух е присутен овде на оваа земја и може ние да го користиме у смисол тој нас да не користи, да не употреби на прослава на Господа Исуса Христа. Затоа еве викувам почитувани гледачи да ја читате книгата Дела на апостолите, првите 2 глави и овде, значи во Библијата, во Светото писмо ќе најдеме изворни информации зошто некои слави, некои работи се прослува денеска и дали треба ние да продолжиме со тоа прославување или не. Како е да е, Исус воскреснал, бил 40 дена овде, после тие 40 дена, значи уште 10 дена, тој се вознесува после тие 40 дена и 10 дена е горе на небото и кога истекнале тие 10 дена, Исус го исполнува ветувањето и го испраќа Светиот Дух и учениците се опфатени со таа небесна сила и ги оспособил Господ да може да проповедат на други јазици, да го прославуваат Господа и да ја разнесуваат таа радосна вест за Христовото повторно доаѓање. И тоа е денеска наша цел и преку овие емисии ние го проповедаме Исуса Христа и неговото второ доаѓање. Одеме сега да проследиме рубриката на денешен ден, да се подсетиме што е она што се случило во историјата, значи во минатото, а еве денеска ќе се подсетиме. На денешен ден, почитувани гледачи, во 1624 година роден е полскиот крал Јан III Собејски, кој во текот на владењето од 1674 година па се до смртта во 1686 година го оневозможил длабокиот продор на турците во Европа. Знаеме дека турците дошле некаде до Беч, односно до Виена, и тука како Бог да ставил зид, како да ставил рака. Интересна историјата. Значи, Балканот и сите околни држави биле поробени од Турската империја, меѓутоа тука тие едноставно застанале и не можеле да додат нагоре. Бог ја предвидел историјата, почитувани гледачи, бидејќи таму некаде во Централна Европа Бог ќе подигне реформатори, како што е Мартин Лутер, кој ќе преведе Библијата на германски јазик, на народен јазик и многу други реформатори ќе се појават токму во тој дел на светот. Во 1584 година, денешен ден, католичките држави во рамките на Светото Римско царство го усвоиле Грегоријанскиот календар. Знаеме дека постојат 2 календари, Јулијанскиот и Грегоријанскиот, кој има разлика некаде околу 14 дена. Во 1789 година по донесувањето на Американскиот устав со кој се утврдиле начелата на државното уредување и надлежностите на председателот во Америка, значи во САД, се одржале првите председателски избори во кои убедливо победил Џорџ Вашингтон, прочуениот водач на војната за независност. Добро, одиме понатаму, има многу, така бирам некои кои се поинтересни за нас. Во 1882 година умрел италијанскиот револуционер Ѓузепе Гарибалди, водач на движењето за обединување на Италија. Познат е Гарибалди во историјата. Во 1902 година во селото Пателе, Леринско, во борба против турската војска, откако му привршила муницијата, се самоубил Диме Абдарманов, истакнат македонски револуционер. Добро, еве интересна информација. На денешен ден, не знам дали сте знаеле, почитувани гледачи, дека на денешен ден, значи 2 јуни во 1943 година во Њујорк умрел Никола Тесла, еден од најголемите умови и пронаоѓачи на полето на електрониката. Тој е пронаоѓач на трофазниот систем за пренос на електрична енергија, на индукциониот мотор, на генераторот и трансформаторот и на цела низа други откритија врз кои денес се заснова модерната електроника. Тој е пионир на радиотехниката и според него струјата со висок напон го добила името Теслина струја. Роден бил во селото Смилјан кај Госпич на 10. јули
56. godina. Dneska, znajte, postojati Teslini automobili, oni koji odatna struja, odnosno koji se dvižat na toj pogon, znači ne koristat ni to plin, ni to benzin, ni to nafta, tuku se vikati Teslini vozila. Očigledno, golem Nikola Tesla, Gospod mu dal golemi darbi i evo što se pridonijel za čoveštvo, to znači go izmislil trofazni sistem za prenosna električna struja i mnogo drugi rabuti, сега да не ги повторувам кои ете ги слушнавте. Добро, еве уште една информација на денешен ден, 2 јуни 2012 година. Египетскиот суд на доживотен затвор го осудил соборениот египетски председател Хосни Бурабак, кој заедно со своите синови и шефови на безбедносните служби бил обвинет за убиство на демонстрантите и за корупција. Мубарак, значи овде грешка, место Бубарак треба Мубарак, бил првиот арапски лидер на кого му се судело во татковината. Обвинителството барало дури и смртна казна. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации. Верувам, слушнавме и добивме многу информации. Сега одиме да ве поздравиме со една христијанска песна. Ljudska moć, kad đavo na nas krene, al tada sam Bog sklanja nas u zaklon večne stene. U pomoć stiže nam naš Gospod Isus sam, istupa s njim u boj, jer čuva narod svoj i vodi ga u slavu. Ne bojimo se, zverite, pod senkom Božih krila, jer Božja reč je naša moć i pesma nam je sila. Knestame sveta to, zna ko je pravi Bog, izbeži on od nas, kad čuje pesme glas, jer Isus je sa nama. Продолжуваме со следнава рубрика, а тоа е капки на мудроста и читање од Библијата, од Светото писмо. Еве неколку интересни капки на мудроста. Не зборувај за својот успех пред лице кое не успеало ништо во својот живот. Провери дали навистина сте добар човек. Помогнете на оние кои не можат да ви возвратат. Не размислувај за оно што го немаш. Размислувај за тоа што можеш да направиш со оно што го имаш. Секој пат е вистинско време да се направи оно што е исправно. Не чекајте ги водачите, направете го тоа сами. Подобро да ја запалете свеќата, отколку да ја проколнувате темнината. Смртта треба да ве затекне жив. Моли се на Бога, но веслај кон брегот. Еве навистина интересни капки на мудроста, верувам корисни, поучливи и од некои од овие може ќе ги употребиме и ние во нашиот живот, за да навистина бидеме подобри, поуспешни, понапредни и покарактерни.
Одеме сега да прочитаме делови од 69 псалом, бидејќи е доста долг, ќе го поделиме на два дела, така да еве денеска ќе го прочитаме половината, а во наредната емисија и другиот дел. Спаси ме Боже, зашто водата до гуша ми дојде. Во длабока тиња пропаѓам, нема каде нога да стапнам. Во длабока вода зацапав, силна бура ме потопи. Премален од викање, грлото ми се исуши, очите ми светнаа, очекувајќи го мојот Бог. Многобројни се оние кои без повод ме мразат, побројни се од влакната на мојата глава. Се намножија моите непријатели, секој од нив сака да ме погуби, ме тераат да го вратам тоа што не сум го украл. Боже, ти ги знаеш моите престапи, вината моја за тебе не е тајна. Да не бидат посрамени поради мене, тие чие што надеше во тебе, Господе, Јахве над силите, да не бидат понижени поради мене, тие кои тебе те барат, Боже, Израилов, зашто заради тебе трпам подбиви и моето лице срам го покрива. Тук им станав на собствените браќа, тугинец за децата на мојата мајка. Бидејќи радоста за твојот дом ме изеде и врз мене паѓаат подсмевите на оние кои те навредуваат тебе. Кога плачам и постам, ми се подбиваат, кога носам црнина, со мене се подигруваат. Тие што седат пред порти ми се подсмеваат, а пијаниците за мене пеат. Но јас ти се молам, Господи, сега кога Твојата милост е со мене, поради Твојата голема љубов, Боже, испрати ми го Твоето спасение. Извлечи ме од гибелот, не давај да потонам, избави ме од оној што ме мрази и од длабоките води. Не давај да ме потопат силните води, да ме голтат овие длабочини, не давај да паднам во ждрелото на бездната. Одговори ми, Господе, од љубов и добрина, сврти се кон мене поради големата милост Твоја. Од Твојот слуга не кри го своето лице, во голема неволја сум, побрзај, услиши ме. Еве тоа беа некаде 17 стихови од 69 псалом, каде што Давид го излива своето срце пред Господа, излива својата мака, своите проблеми со кои се соочувал. Но сепак, како што приметувате, почитувани гледачи, тој својот живот и поглед го насочувал кон Бога. Иако имал војска, бил цар, бил силен, но сепак тој не се подпирал на својата сила, на својата војска, туку на Господа. Тој бара решение од Бога. Тој да се обрачуна со неговите противници. Вели, во длабока тиња пропаѓам, нема каде нога да ставам, во длабока вода зацапав, силна бура ме потопува. Навистина, имал Давид своји падови, имал своји неуспеси, но имал и своји успеси. Тој е еден Божи пријател. Навистина, Бог на чуден начин го водел и го довел до царството. Но сепак нека пуката биде за нас, почитувани гледачи, и ние да се надеваме на Господа, да не се осветуваме, да го оставиме судот на Господа. Тој има решение за секој наш проблем, за секој наша пречка, тој може да ја тргне. Продолжуваме повторно со песна. Kroz dane sve slavit ću ja ta čuda Tvoje ljubavi. Moj zaklon, moj branič, snaga i uteha si, svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožava. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu visinu.
najveće blago na svetu si meni ti. Moj Isus, moj Gospod, niko nije kao ti, kroz dane sve slavit ću ja, na čuda tvoje ljubavi. Moj zaklon, moj brani, snaga i uteka si, svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožavam. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, dajemo slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred tvojim imenom. Radosno pevamo delima tvojim, zauvek tvoj sam i volim te ja. Najveće blago na svetu si meni, zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred tvojim imenom. Radosno pevamo delima tvojim, zauvek tvoj sam i volim te ja. Najveće blago na svetu si meni, najveće blago na svetu si meni. Почитано гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта, емисија која се емитува во живо секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Сакам да ги поздравам сите наши гледачи од странство, да не ги именувам сега државите. Гледам овде на мониторот, имаме гледачи значи од надвор Македонија, а секако ги поздравуваме и оние кои се наши редовни гледачи од Македонија и од соседството. Продолжуваме со рубриката интересни искуства или вести од светот. И денешните вести, односно денешното искуство ни доаѓа од Тајланд. Ке го раскаже Ан Фончкан, жена која има 38 години. Молитва за исчезнатата сестра. Да ги последиме вестите, односно искуството од Тајланд. Ан никогаш немала намера да стане христијанка. Отеднаш, од страна на самохрана мајка, таа редовно медитирала во храмот во едно тајландско село на границата со Лаос. Учествувала во свеченостите и активностите во храмот, а понекогаш и преспивала во храмот. А потоа одлучила да се запише на мисионскиот коледж, сега под името Азиско-пацифистички меѓународен универзитет, адвентистички институт кој се наоѓал на 15 часа возење со автобус од низиниот дом. Слушнала за овој коледж од еден дипломиран студент кој бил на посета кај своите роднини во низиното село. Исто така дознала дека постои можност да работи на коледжот и на тој начин да ја плати својата школарина. Немам пари, а јас сакам да студирам, сакам да одам на ова место, и рекла Ан на својата мајка. Во мисионскиот коледж Ан се посветила на студиите и својата работа. Не се интересирала за Бога. Одела на часови во саботната школа за да го усоврши своето знаење по англиски јазик и тогаш за прв пат во својот живот слушнала за силата на молитвата. Бог може да направи чудо во сечи живот, потребно е само да веруваш,
Ako imaš doverba vo nego i ako mu se moliš, toj ke te blagoslovi, rekla profesorkata na An. Sepak An ne veruvala vo Boga. Ako se moliš so celoto svoje srce, Bog ke odgovori, rekla profesorkata, no An и понатаму не верувала во силата на молитвата. Првата молитва. За време на летниот распуст, Ан се изгубила во новиот трговски центар во близина на своето родно село. Требало да се сретне со својата мајка во 4 часот и 30 минути, но не можела да го најде местото на кое требало да се состане со неа. Ја барала мајка си до 5 часот. Длабоко загрижена се сетила на зборовите за молитвата на учителката во саботната школа. Се обидела да се моли за прв пат. Господе, ако навистина сакаш да одам тамо каде што си и ти и сакаш да те запознам уште подобро, помогни ми да ја пронеда мајка ми. Која ги отворила своите очи, мајка и стоела пред неа. Се упатила кон автобуската станица за да го фати автобусот за мисионерскиот коледж. Анне задоснела на автобусот. Кога пристигнала на автобуската станица, дознала дека незиниот автобус доцнел поради некои технички проблеми. Бев воодушевена. То беше прв пат да ја искусам Божјата сила, но Ан и понатаму не сакала да стане христијанка. Втора молитва. Мајка и заедно со помладата сестра Нан се преселила во Банкок за да биде поблиску до својата постара ќерка. Еден ден мајка ја повикала Ан и ни солзи рекла: "Твојата сестра исчезна, а јас не знам што да правам ниту каде да ја барам." Ан добила дозвола да отсутствува еден испит. Пред да тргне на автобуската станица, таа се помолила заедно со низиниот професор. Продолжи да се молиш и верувај во Бога и тој ќе направи се да излезе на добро, рекол професорот. Ан непрекинато се молила по патот до Банкок. Кога стигнала, дознала дека низината сестра исчезнала по некое недоразбирање со мајка си. Дали можеш да одиш и да ја побараш? Цел ден ја барам, рекла мајка и. Ан 3 дена ја барала својата сестра, но на крајот од третиот ден ја изгубила секоја надеж, но не сакала да се врати кај својата мајка и дополнително да ја вознемири. Додека пешачила кон куќата, застанала покрај излогот на една продавница. Во тој момент една постара жена и пристапила и ја потчукнала по рамото. "Си одам дома," рекла Ан. "Не мораш повеќе да ја бараш личноста по која трагаш," рекла жената. Погледувајќи ја, Ан одговорила: "Не барам никого, си одам дома." Жената молчала, некое време потоа рекла: "За 2-3 дена сестра ти ќе се врати дома, не мораш повеќе да ја бараш." "Не барам никого," била упорна Ан. Жената само се насмевнала и седнала на тротоарот. 2 дена подоцна Ан се вратила од својата потрага и ја нашла својата сестра дома. Ан брзо излетала од дома, сакајќи да ја пронеде жената од пред излогот. Не успеала, се вратила и наредниот ден, но повторно не можела да ја најде жената. Овој настан и одговорот на молитвата го допрело срцето на Ан. Размислувала за Бога, за неговото водство во животот. Подосна се крстила и станала професор по мисионство. Денес таа е директорка на Адвентистичкото меѓународно мисионско училиште кој има 150 ученици во тајландскиот град Корат. Еве интересно искуство на ова личност, на ова жена која не верувала во молитвата, но од овие 2 искуства кои ги стекнала, сепак таа го запознала Бога и молитвата станала дел од нејзиниот живот и на крајот се крстила во христијанската адвентистичка црква. Еве само уште неколку информации во врска со ова држава. Тајланд е единствената земја во Југоисточна Азија која не била колонизирана од страна на некоја европска држава. На тајландски јазик оваа држава се нарекува Пратек Тај, што во превод значи земја на слободните. Тајланд е земја во која живеат, во која можете да сретнете
kako najmali, tak i najgolimi suštestva, najmalio cicač na sveto te slepi od glušec, bumar, a najgolemoto suštestvo je kitot ajkola. Glavni od grad na Tajland je Bangkok, so populacija od približno 15 milioni žitelji. Evo, početno gledajući interesno iskustvo, deneska ni stigna od Tajland i vjerom se ohrabrivme deka i nije da koristime molitvata vo naš od sekojdeven život. Odeme sega povtorno so pesna. Whilst the Waldensians lived on the Italian side of the Alps, a group with similar faith lived on the French side, stretching across southern France from the Alps in the east to the Pyrenees in the west. They had the Bible in their own language, and they were a freedom-loving, industrious, and prosperous people. They were known as the Albigensians, and like other groups scattered around Europe, they remained true to God's word and resisted attempts to come under the banner of Rome. Some historians note that had this movement been allowed to grow unhindered, that the Reformation would have started in the 13th century and not the 16th, and the base of it would have been in southern France and not Germany. In the early 13th century, Pope Innocent III was reigning, though he was anything but innocent. He surveyed the landscape of Europe at the time and determined that these groups, however small, needed to be exterminated in order to preserve the church. He issued an edict that authorized the killing of all such believers. A crusade was launched that became immensely popular with the warriors from northern France, as they no longer had to travel all the way to Palestine, but right here in their own country they could attain all the same benefits. They were told that by killing they would wash away their sins, that they were entitled to the property of those whom they killed, and that when they died they would immediately go to heaven.
All of this was promised in return for just 40 days of service. One can only imagine the type of people who made up the armies that came down here to southern France. Year after year, from 1209 to 1229, for 20 years, this crusade was waged against the Albigensians by Pope Innocent III. During the first season, the Crusaders attacked and conquered the city of Toulouse. They then made their way south in July of 1209 to the city of Béziers. As the forces were gathering around the city in large numbers, the men made a rush to attack them before they had a chance to fortify the camp. It was in vain though, and the assault was repelled. As they hurried back to the city, the Crusaders mingled with the citizens and made their way into the city before they had a chance to close the gates. There was now a problem. What would they do? There were Catholic Crusaders in the city alongside the Albigensians. Upon consulting the papal legate, the reply was given: kill all, the Lord will know his own. History records that blood flowed like water as everyone in the city was brutally murdered. No one was spared. Even those who sought refuge in the church were cut down. The population of the city at the time was around 15,000, but on that fateful day, historians estimate that around 60,000 people were here, as people from the neighboring villages and towns had come here seeking refuge. After the killing, before they left, they set fire to the city, burning everything to the ground. Not one house was left standing. Not one person was left alive. Other towns and cities in the area would fall as well, suffering the same gruesome fate. Even though they were not a race of people, but rather a group who shared the same faith, the destruction and systematic killing has been compared in some circles to genocide. The prestige of the papacy suffered greatly during this time as news of the slaughter spread throughout Europe. The Albigensians were not totally wiped out though, and small pockets of them did remain over the centuries. Perhaps most tragic was how the propagators linked divine salvation with murder, a dangerous combination then and still today. We should never allow religious extremism to take away freedom of worship. We must never impose our beliefs on others, nor allow others to impose their beliefs on us. No matter how true one thinks they are, no one has the right to force their beliefs on anyone else. One thing that God has given to us is the freedom of choice, the freedom to love God in return for the love that He has given to us. May we be gracious in how we share our faith and our beliefs, giving other people the room to make their own decisions as they are led individually. Gdje smo sad na putu tom, pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave, pred Kananom, da svoj put sad nastave. Sunce peče, hlada nema, sve je pusto, vjetar ljut. Da li je još dalek put, da li je još dalek put, još koliko do Kanana, još koliko reci mi, gdje je kraj toj pustinji. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave, pred Kananom.
i sloboda od sveg zla. Naprijed za do Kanana. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave. Pred Kananom, da svoj put sad nastave. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave. Pred Kananom, da svoj put sad nastave. Na polinjata na koji momčeto David go paselo svojeto stado, pastirite seošte bile na noćna straža. Otekot na tije tivki časovi razgovarale, zaveteni od spasitel i se molile za dojaganjeto na carot na Davidovi od prestol. Najednaš, pred njim zastana gospodov angel i gi osvetli gospodova slava, od koja mnogu se isplašija. Angel otpak im reče: ne bojte se, zašto eve, vi nosam dobra vest, golema radost, koji ke bide za site narodi. Denes, vo Davidovi od grad vi se rodi spasitelot, koji je Hristos, Gospod. Koje gi čule ovije zborovi, dušite napastirite što slušale, gi ispolnila slavata što proizleguvala od videnijeto. Na Izrael mu došao osloboditel. So njegovoto doagenje je povrzana sila, izdignuvanje, pobjeda. Međutim, angelot moral da gi prigotvi svoj spasitel da go prepoznat vo siromaštvo i ponižuvanje. Ovaki vi bide znak, rekol, ke najdete bebe povijeno kako leži vo jasli. Nebesni vesnik gi stivnal nivnite stravuvanja. Той im objasnil kako će go pronajdat Isusa. Poln so nežen obzir kon nivnata čovečka slabost, той im dal vreme da se priviknat na boženstveni od sjaj. Togaš radoste i slavata ne možele poveke da se krijat. Celo pole bilo osvetljeno so sjajnata svetlina na Božite vojski. Zemljata se smirila, a neboto se navednalo da je sluša pesnata. Slava na Boga na visočinite, na zemljata mir, među ljugeto dobra volja. Okoga deneska čovečkoto semejstvo bi moželo da je prepoznaje ova pesna. Objavata što je dadena togaš i melodijata što se slušnala vo ta prigoda ke se razleva do krajotna vremeto i ke se oglasuvat do site zemlji krajišta, koje ke izgre sonceto napravdata, so zdravje vo svojite zraci, ta pesna ke dobije svoj odglas. Vozvrat od glasovi na silno mnoštvo, kako bučava na silni vodi. Aleluja, se zacari Gospod Bog, Vsedržitel. Koga зборуваме за Библијата, почитувани гледачи, мора да имаме на ум следново, дека Библијата е инспирирана од Светиот Дух, Божите луѓе ја напишале. Во минатата емисија не зборувавме како да ја разбереме Библијата. Не можеме сами да ја разбереме без водството на Светиот Дух. Библијата не е обична книга, не е обичен буквар. И затоа кога сакаме да ја читаме Библијата, треба да се помолиме и да го побареме Бога, односно силата на Светиот Дух да ни помогне. Денеска ќе одеме дечекор понатаму и ќе видиме како и на кој начин да ја читаме Библијата. Ако Библијата ја читаме со отворен ум и дух, и ако сме готови да поверуваме и да ги следиме низините упатства, ова книга може да му даде смисла на нашиот живот.
Значи, кога ја читаме Библијата, треба да имаме, што се вели, отворен ум и срце. Можеме да стекнеме истото искуство како и Емил Кеје од Франција. Да видиме какво искуство стекнал Емил Кеје. Бил млад атеист кој влегол во црква и за прв пат ја читал Библијата. Не читал долго кога изненаден извикал: "О, ова книга ме познава." Ваквото соочување со Библијата придонесело да стане ревен христијанин, верник и предан со сето срце. Длабоко впечаток остава тврдењето и на Аса Торесен, современ научник, кој гласи вака: "Кога станува збор за Светото писмо, јас како научник го применувам биолошкото начело се или ништо. И мој лично задоволство е да го прифатам цело, зашто на друг начин животот нема рационално значење. Нема надеж за еднината без Творецот и Откупителот. Тоа ми дава душевен мир, тоа сознание дека со Негова милост ќе се најда меѓу оние што ги држат Божите заповеди и што ја примаат Неговата правда, а со неа вечен живот во совршената вселена." Оваа величествена книга што му зборува на познатиот светски научник, на големиот христијански писател Елена Вајт и на преведувачот на Библијата Карл Вислев, ти зборува и тебе, и мене. Тоа е едно од чудата вградени во Библијата. Тоа е лично Божје писмо за секого од нас поединечно. Не постои ништо, што би било слично на Библијата кога сонцето ќе се скрие зад облаците или кога ноќта ќе остане без звезди. Тоа е книга за вредностите што прават, што траат вечно, што преодолеваат. Тоа е единствениот спис во кој го наоѓаме оригиналниот опис на Исуса Христа и за Неговата служба на помирување. Без неа не би знаеле ништо за Неговиот живот и наука за патот во вечниот живот. Колку сме срекни сите ние кои имаме Библијата, но имаме и слободен пристап кон целокупното богатство на Светото писмо. Кога се молиме, ние разговараме со Бога. Кога ја читаме Библијата, Бог ни зборува нам. Ако и пристапиме понизно и со желба да ја прифатиме, Божествениот дух кој ги вдахнувал нејзините писатели, ќе го расветли нашиот ум и ќе ја засили нашата вера. Со она малку вера што имал еден загрежен татко, му пристапил на Исуса со болен син и со молитва што го потикнала директно неговото срце. Верувам, помогни му на моето неверие. Како одговор на оваа искрена молитва се случило чудо. Со слична искрена молба и желба да веруваме и ние и ќе добиеме одговор што ќе засили нашата вера. Вистина, убави зборови во кои уште еднаш не потикнуваат сите нас дека Библијата е книга која може да го менува нашиот живот. Тој Божја сила, Светиот Дух преку Светото писмо, преку тие пораки, Библијата може да направи промена во твојот и во мојот карактер, да му дозволиме на Бога преку Светиот Дух тоа да го направи уште денеска. Одеме уште со една песна, потоа ќе одеме при крајот на нова наша емисија. Благодарност, то љубов има вечна. Добар е тој владена се, то љубов има вечна. Запеј, самотна рака тој не избави, то љубов има вечна. И живот нов тој ни подари, то љубов
Почитувани гледачи, денеска би сакал да се подсетиме уште еднаш за корисноста или вредноста на црешите. Веќе неколку пати во нашите минати емисии ние се зборувавме за црешата, меѓутоа ви денеска уште еднаш ќе се подсетиме, бидејќи сега е сезона на цреши, пазарите се полни, така да зошто да јадеме цреши? Еве ќе спомнам неколку интересни факти зошто црешата барем во пролет кога има најмногу да биде застапена на нашите трпези. Прво и едноставно, позитивен ефект на црешите врз здравјето. Истражувањата покажале дека консумирањето цреши може да помогне во спречување на срцеви заболувања и ракот и да ги ублажи болките и да го подобрат здравјето на коските. Понатаму, превенција од срцеви заболувања. Според научните истражувања, значи црешата помага за подобрување на здравјето на срцето. Превенција од рак. Во црешите се наоѓа и мала количина на амигдалин, инаку познат и како витамин B17 или лаетрил, за кој се верува дека има позитивно влијание врз намалување на туморите, го спречува ширењето на ракот и помага во ослободувањето на болките предизвикани од канцерогени процеси. Понатаму, ублажување на болките. Антосоцијалните работи кои се содржат во црешите ги блокираат воспалителните ензими и ги намалуваат болките. Всушност, 20 цреши се 10 пати поефикасни од аспирин. Навистина, ова јас не сум го знаел, еве сега го читам прв пат. Значи, 20 цреши се поефикасни од аспиринот и имаат корисни ефекти врз ублажување на болките кај болеста артритис. Камења во брезите. Не е само плодот на црешата здрав. Од дршките и стебленцата на црешата може да се направи чај за подобро излучување на урината при појава на камења во бобрезите. Значи, дршките од црешите се кинаат и може да се направи соодветен чај. Чајот се подготува, ставите ги стебленцата во 1 литар вода и варете 2 минути, а потоа оставите ги 15 минути да се излади чајот. Чајот процедете го и пиете го во мали голтки во текот на денот. Понатаму здравје на коските. Црешите се сметаат за одличен извор, значи во комбинација со калциумот и магнезиумот исклучително поволно влијат врз здравјето на коските. И последен бенефит, црешите помагаат при губење на тежината. Црешите содржат многу малку калории, немаат масноти, а имаат висока содржина на вода. Истражувањата покажува дека зголеменото влијание на вода во организмот го зголемува нивото на енергија и помага во забрзувањето на метаболизмот. И затоа, ете, почнуваме гледачи, да користиме цреши во нашата исхрана. Сега е сезона на цреши, иако се малку скапи, бидејќи оваа пролет беше доста студена и многу овошки беа оштетени, но сепак може да се најдат на зелените пазари црешите во големи количини. Одеме сега со еден джингл, а потоа ќе одеме и кон завршување на нашата денешна програма Добро утро, програма емисија која се емитува понеделник и петок со почеток во 9 часот. Одиме сега со джингл. Што гледачи, сакам уште еднаш да ве подсетам, сите вас кои сте од Македонија или од регионот на Штип, Кочани, Свети Николе, дека на 10 јуни во салата на Домот на културата Ато Шопо во Штип ќе се одржи собор на адвентистите во Република Македонија. Секако поканети сте и вие како пријатели, симпатизери, сите кои сте од тој регион и во другите делови на Македонија да се организираме и да можеме да дојдеме на 10 јуни, значи во 10 часот во Штип на заеднички собор кој ќе го имаме на сите адвентисти во Македонија. Одиме сега да ја видиме и рекламата за Штип. Почитувани, ви покануваме на овогодишниот пролетен собор
на христијанската адвентистичка црква што ќе се одржи на 10. јуни во салата на Центарот на култура Ацо Шопов во Штип. Мотото на овогодишниот собор е "И така бидете совршени". Гости, говорници на соборот ќе бидат Павле Рунич и Филип Стојановиќ од Белград. Почеток на службите предпладне во 10 часот, а попладне во 14 часот. Бидете и вие дел од пролетниот собор на христијанската адвентистичка црква. Еве полека, почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Би сакал денеска да ви ја рекламирам уште еднаш, повтор пат, книгата Чежња за рајем. Интересна книга, посебно вие кои работите со муслиманите, кои сакат да ја дознат вистината за Исус Христос. Ова интересна книга, значи Чежња за рајем или Копнеш за рајот, од Сулеман Ромаин. Книгата е бесплатна, доколку сакате да имате, пишете ни на наша адреса, а ние ќе ви испратиме по пошта директно, значи до вашиот дом. Има интересна содржина, интересни извештаи кои ќе ви помогнат да ја дознаеме вистината и преку Куранот и преку Библијата. Значи да се доближиме до браќата муслимани, да им го доближиме Исус Христос, Бог кој е за сите еднаков. Бог не сака сите нас пред Бога. Нема нации, нема националности, само има машки род и женски род, добри и лоши луѓе. Доколку сакате да имате ова книга, пишете ни на нашата адреса. Еве полека дојдовме до крајот, драги гледачи, на ова наша денешна програма. Ви благодарам на вашето внимание, ве поканувам да не следите и понатаму. Во понеделник ќе се видиме повторно, ако Бог даде живот и здравје, во 9 часот на иста ова фреквенција на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Ви посакувам убав викенд и секој добро од Господа. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.